Почитувани присутни, почитувана македонска јавност, неуспешните политики на Зоран Заев и оваа рамиска влада не може да се игнорираат, ниту пак да се премолчат. Суровата реалност и сиромаштијата имаат своји причини. И сите до една покажуваат дека оваа влада не работи. Оваа влада уништува стандарди и носи лоши резултати. Нивната неуспешност удира по джебот на народот, носи несигурност и го уништува бизнисот. Уништува животи. Македонија удира во зид кој е кренат од неуспесите на владата. Тие неуспеси на владата на Заев се очекуван епилог на фактот дека нема реформи. Оваа влада не прави реформи. Не сака да прави реформи и нема план за правење реформи. Тоа е факт кој од ден на ден станува се појасен и поочигледен за секој граѓанин. И ваквите неуспеси не се само мои зборови, туку тоа се факти кои ја сочинуваат за жал голата реалност. Фактот дека нема реформи го истакна и Европската унија, која тоа го гледа и знае, го кажува сега и врвната меѓународна финансиска институција Светската банка. Го покажуваат и редица други параметри, бројки и показатели кои не може да се сокријат. Првиот сегмент за кој ќе говорам е неуспехот нотиран од Светската банка. Имено, оваа реномирана финансиска институција во извештајот кој што го издава еднаш годишно, а насловен како Doing Business, потврдува дека годината која што според храбро искажаните зборови на почетокот на годината од страна на премиерот Заев, дека ќе биде економска година, се претвори во економско цунами, тоест економско фиаско. Имено, нашата држава бележи назадување и тоа резултираше со пад од 7 места. Уште пострашно е што во сите области кои се мерат и оценуваат од Светска банка, Македонија бележи назадување. Врвната светска финансиска институција Светска банка потврдува дека во Македонија нема реформи. Не се подобруваат состојбите во економијата, не се даваат нови можности и шанси за економските субјекти и за граѓаните. Не се олеснуваат процедурите. Светска банка истакнува дека наместо напред, ние одиме назад. Во најновиот извештај на Светска банка за водење на бизнис во 2020 година, како што кажав, имаме пат од 7 места и сме рангирани на 17-тото место. Тоа е точно назадување во однос на последниот извештај од 7 места кој што беше објавен за 19-та година. Македонија има сериозен пад во сите индикатори од извештајот. Вкупно се 10 индикатори и нашите резултати се лоши и загрижувачки. Патеката по која сме поедени со вакви резултати ќе не врати назад пред 10 години кога бевме во фаза на реализација на многобројни реформи, унапредување на институциите и нивните политики за работа, со цел да се постигнат подобри услови за водење на бизнисот во нашата држава. Во однос на секој индикатор, посебно во споредба со претходниот извештај во 2019 година, ќе направиме една кратка компаративна анализа. Имено, за индикаторот за почнување на бизнис имаме пат од 31 место и сега сме 78 во светот. Порано компанија се отвараше за еден ден, а сега, според извештајот, потребни се 15 на дена. За индикаторот градежни дозволи имаме пат од 2 места и сега сме на 15-тото место во светот. Индикаторот поврзување на електрична мрежа имаме пат од 11 места и сега сме на 68-то место. Индикаторот регистрирање на имот имаме пат од 2 места и сега сме на 48-то место. Индикаторот добивање на кредит имаме пад од 13 места, односно сега сме на 25-то место во светот. Индикаторот заштита на малцински инвеститори имаме пад од 5 места и сега сме на 12-то место во светот. За индикаторот плаќање на даноци влошена е состојбата и забележен е пад од 6 места и сега сме на 37-то место. Исто како што имаме пад во индикаторот на дворешна трговија од 3 места и сега сме 32 во свет, односно спроведување на договори имаме пад од 10 места и сега сме на 47-то место. Речиси, по сите 10 параметри имаме назадување, замислете, во годината која што требаше да биде економска година. Ова не се само очигледни показатели дека земјата нема реформи и дека практично назадува. И јас сум загрижен што овие назадувања ги имаат негативно влијание и за идниот период во поглед на странските директни инвестиции. Кога сме кај
странските директни инвестиции, ќе ми дозволите една кратка анализа за првите 6 месеци од 2019 година, бидејќи владата е полна, нели, со оној збор блескаме и дека практично успеале да ги триплираат волуменот на странски инвестиции во Македонија, но каква е реалноста? Во првите 6 месеци во Македонија се влезени вкупно 48 милиони евра директни странски инвестиции. Чисто како за споредба со останатите држави во регионот, таксативно ќе наведам неколку примери. Имено, соседна Бугарија за истиот период има 341 милион. Чешката република 576. Унгарија 1 милиарда и 100 милиони. Државата за која што Зоран Заев велеше дека ние сме примерот за владење на право. Тие имаат 1 милиарда и 100 милиони директни странски инвестиции, а ние примерот имаме 48 милиони. Црна Гора 227 милиони. Словенија 569 милиони и соседна Србија 1 милиарда и 400 милиони евра. Тоа е отприлика она блескање, односно неколкократно зголемување на директните странски инвестиции во Македонија како резултат на политиките на сега веќе дуото Заев-Ангјушев, споредено со економските политики кои што ги имаат нашите соседни држави. Последниот, односно вториот, би рекол, сегмент, кој што денеска на денешната пресконференција би сакал да го коментираме, катастрофалната реализација на капиталните инвестиции во Македонија. Со странските ја видовме ситуацијата, таа е траурна, тажна, односно би рекол катаклизмична, бидејќи влада економско цунами кога станува збор за директните странски инвестиции, но каква е сега состојбата со домашните инвестиции, односно инвестициите кои што треба да ги менаџира и практично имплементира владата. Имено, реализацијата на капиталните инвестиции според последниот извештај за реализација на буџетот објавен денеска, заклучно со септември месец 2019 година, а споредено со буџетот кој што е планиран на почеток од оваа фискална година, во бројка е нешто повеќе од 8,5 милиарди денари, или тоа е еднакво на 32,3% од тоа што било планирано на почетокот на годината. Доколку бројката се спореди со ребалансот кој што беше усвоен во собранието, тогаш таа е нешто поголема, а зошто нешто е поголема ќе кажам за некоја минута, изнесува 37,63%. Реков таа е нешто поголема, бидејќи со ребалансот, поради неспособноста на оваа рамиска влада да спроведе, реализира проект, скратени се 3,25 милиарди денари, кои што беа предвидени на почетокот на годината, или нешто повеќе од 50 милиони евра, кои што на почетокот на годината беа предвидени за капитални инвестиции, кои што, како што кажав, ќе повторам, требаше да ги менаџира и реализира владата, за да истите бидат вратени во останати тековни трошоци во буџетот и служат за тоа за кое што ние предупредивме македонската јавност, дека бидејќи се неспособни да реализираат економски политики, парите кои што не знаат таму да ги потрошат, ќе ги потрошат во обидот за подкуп и да играат на картата на кратко помнење на граѓаните на Македонија. Тоа е започнато и овие 50 на милиони евра, наместо за развој на државата, сега служат за подкуп, односно за имплементирање на политиките на Зоран Заев. Дека сме во право и дека ова што кажуваме е вистина, говорат уште два други параметри кои што се денеска дел од извештајот за реализација на буџетот, заклучно со месец, ке повторам, септември 2019, а тие се следниве два параметра. Имено, приходите во буџетот се на ниво од 70% од тоа што било планирано, додека пак расходите се на ниво од 68% од тоа што било планирано на почетокот на годината. Имајќи предвид дека со ребалансот малку се нивелира, односно околу за 5 милиони, негде околу 300 милиони денари се нивелира расходите и приходите, околу 5 милиони евра, можеме да го констатираме процентот дека и со ребалансот и со оној кој што беше предвиден на почетокот на годината, тие се на исто ниво. Со други зборови, државата ги собира парите од бизнисот и од граѓаните,
наместо да ги троши за капитални расходи, наместо да ја развива државата, тие ги трошат за останати трансфери и се обидуваат да играат на кратко помнење, па со определени политики кои што се темелат на подкуп, да обезбедат гласови за следните предвремени парламентарни избори кои што ќе се случат во Македонија. Почитувани, како можеме да кажеме дека Македонија блеска кога нема реформи, кога има индикатори со кои земјата драматично го загрозува своето место на листата на Doing Business, кој што го објавува најреномираната можеби светска финансиска институција, тоа е Светската банка. Кога нема капитални инвестиции, кога народот гладува, кога индустријата тоне. Нема напредок во земја во која што има влада без концепт, без визија и без стабилност во политиките. Не се дава слобода и простор и шанса на фирмите и бизнисите додат напред, економската заедница е притисната и се гуши. Не се исполнуваат барањата, игнорирани се комплетно. И се тоа надоврзано со огромното ниво на криминал и корупција, функционери кои рекетираат, со народ кој буквално гладува. Сликата која луѓето од Европа и светот ја добиваат за Македонија е слика за земја која е разорена со поделби, сиромаштија и назадување. И тоа е нешто што мораме да го промениме. Треба да бидеме искрени едни со други, да се признаеме дека вака повеќе не оди и нема да биде подобро, затоа што искуството со оваа влада, предводена од Зоран Заев и СДСМ, тоа го докажува. Почитувани, овие показатели кажуваат дека имаме назадувања, а реформи нема. Нивниот прав пат завршува во провалија. Ова е најдобар показател дека владата не ја бива, дека не работи, дека нема да направи подобрување. Логичен резултат на таа нивна квази владина политика е падот кој им се случува деновиве. Во сите овие лоши вести има една добра, тоа е дека оваа влада, која што ја предводи Зоран Заев, е делегитимирана и веќе падна. И би додал падна и за среќа на граѓаните на нашата држава нема да се врати. Доаѓа обнова на Македонија со сериозен план и стратегија за економски бум. За тој економски бум имаме и конкретни позиции и веќе известни сериозни капитални проекти и инвестиции на светски реномирани компании кои ќе ги представиме во периодот кој следи, а особено ќе бидат дел во нашата програма. И тој економски бум кој ќе го донесе новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе се почувствува веќе во првите 100 дена од незиното формирање. Јас за овој збор стојам и гарантирам дека сето она кое што го говориме ќе се реализира. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Дали може да не ги појасните економските параметри врз база на кои ви оценувате дека постои назадување во економијата и дека реформи воопшто не постојат во Македонија? Па јас што туку завршив со презентацијата за која што вие практично ми го поставувате прашањето. Извештајот на Doing Business, кој што е дел од анализата која што ја прави оваа меѓународна институција Светска банка, е практично навигација за идните потенцијални инвеститори кои што би сакале да инвестираат во нашата држава. Таму се анализирани 10 индикатори и ние во сите 10, тоест да бидам попрецизен, во 9 имаме драматичен пат, а во еден сме на истото место. И сега вие, доколку сте странски инвеститор, односно инвеститор кој што сака да инвестира во оваа земја, прво нешто што ви паѓа на памет е да го земете тој документ и да прочитате за таа земја, да видите како економски оваа земја се развива и кои можности ги нуди. Кога ќе видите дека таа назадува по овие индикатори, тогаш можеби ќе си го поставите прашањето дали навистина треба таму да инвестираме или па можеби во некоја друга земја од соседството или пак во некоја друга земја. Резултатот на таа дилема која што претпоставуваме имаат голем дел од странските инвеститори. Во вториот дел од мојата пресконференција го кажав, односно анализа, а тоа се директните странски инвестиции. Директните странски инвестиции во првите 6 месеци од 2019 се на ниво од 48 милиони евра во Македонија. Во соседна Србија 1 милиарда и 400 милиона. Во Унгарија, за која што нашиот премиер велеше дека сме блескале, дека сме пример
во делот на владењето на направо и слично има 1 милиарда и 100 милиони евра. Црна Гора има 227 милиони. Повеќе од 500 милиони евра има Словенија, соседна Бугарија исто така. Тоа се параметри врз основа на кои што ние можеме да ги цениме успешните економски политики. Дека немаат план, дека немаат визија, дека немаат стратегија и дека не знаат да водат проектен менеджмент е практично реализацијата на буџетот. А што не знаат да привлечат директна странска инвестиција веќе трета година поред. Еве не знаат. Тоа го заклучуваме и од извештајот на Светска банка Doing Business, тоа го заклучуваме и од бројот, волуменот на пари кои што се влезени по основ на директни странски инвестиции во нашата држава. Ајде да видиме сега со овие домашни, парите ги прибираат од вас, од економијата, од бизнисот, ги собираат тие пари влегуваат во буџетот и сега нивото на реализација на капиталните инвестиции кои што тие на почетокот од годината си ги дефинирале и биле на ниво од 25 милиарди 900 милиона и нешто денари, ги намалиле со ребалансот на 22 милиарди и нешто, односно за 700 и нешто милиона, односно за некаде околу 3 милиарди запирка 250 милиони денари или нешто повеќе од 50 милиони евра. Зошто? Затоа што тие пари им требаат за да ги пренасочат во други политики, во отсуство на визија да ја развивате сопствената држава. Парите кои што ги собирате од граѓаните, од бизнисот, наместо да ги инвестирате за развој на таа држава, вие ги инвестирате за покривање на штетни политики и подкуп и мислите дека народот има кратко помнење, ќе го заборави криминалот, корупцијата, арамилукот, понижувањето. Сега пред избори овие 2 месеца му е мајката, што би рекол да наш политичар, и готово ќе ја добиеме довербата. Не, туку оставате трајни последици за кои што ќе ни треба време да ги залечиме. Но свесни сме, овие показатели се јасна насока дека одиме во бездна, одиме во едно грчко должничко сценарио, но подготвени сме, имаме стратегија, знаеме како да излеземе од ова, затоа што на оваа држава веќе е преку глава и на овие граѓани од политички измамници, доаѓа времето на честни и честити политичари. Господине Мицковски, денеска прилична еуфорија владе во медиумите во Грција, особено по телевизискиот настап на генералниот секретар на ВМРО ДПМН за меѓународна соработка господинот Муцунски вчера во изјава за ТВ Скај телевизија дека ете ако дојде владата предводена од ВМРО ДПМН на наредните избори, ако се победи, дека ќе го промени преспанскиот договор. Еве сега може би добра можност да појасните уште еднаш. И уште едно прашање имаме околу можноста за коалицирање пред избори со блокот албански партии кои што се сега во опозиција, бидејќи гледаме дека кај нив владе, мислам има повиси за како да кажам, за укрупнување како... Ќе мора да сме малку попрецизни околу изјавата на меѓународниот секретар на ВМРО ДПМН, господинот Муцунски. Никаде во изјавата ова што вие го велите не го кажува господин Муцунски, туку кажува дека е горд. Се плаши дека можеби ќе дојде до промена на... Можеби некогаш треба да ги слушаме и да ги читаме политичарите од Македонија, а да не влечеме паралела со тоа што говорат вестниците и медиумите во соседството. Изјавата е јасна и прецизна и е во корелација со она што јас го говорам веќе подолго време. Дека ВМРО ДПМН не учествуваше во сето ова, дека ВМРО ДПМН беше против. И од денешна перспектива се срами што оваа влада предводена Зоран Заев го направи тоа што го направи, дозволи да се стекнат права. Да ја ставиме државата од кога ќе се формира новата влада на ВМРО ДПМН на брза трака, Македонија да биде дел од Европската унија. И по правото на самоопределување да го поставиме прашањето. Ние сме македонци кои што говорат македонски јазик. Што е спротивно на ова што го говори господин Муцунски и што го говорам јас? Што е спротивно од било кој договор кој што беше актуелен и потпишан од страна на владата на СДСМ и Зоран Заев? Па нели самите тие излага и велеа дека ние сме македонци кои што говорат македонски јазик, кои што доаѓаат од Македонија. Исто како што ние кои што се наоѓаат во Северна Грција се дел од областа Македонија се нарекуваат македонци, но се чувствуваат како грци. Што е тука спротивно? Што има лошо и каде е господинот Муцунски погрешил во неговата изјава? Вие не сте македонка? Не говорите македонски јазик? Значи јас што сум, која ќе бидам нели? Да. Еве јас сум македонец кој што говори македонски јазик и од Македонија. Благодарам.
За второто прашање, да, разговараме со многу политички партии, апсолутно разговараме и ќе продолжат разговорите со политичките партии, доколку имаме сврзна точка, доколку најдеме заеднички интерес кој што ќе конвенира со интересот на граѓаните на Македонија, ние апсолутно не гледам никаква пречка да подпишеме договор и пред изборна коалиција, но и да оставиме простор за понатаму ги донивелираме ставовите доколку има некои разиденувања во постизборна коалиција после победата на предвремените парламентарни избори. Во таа насока сакам да ве прашам, како ја коментирате можноста за предизборна коалиција во владеачкиот блок помеѓу СДСМ и ДУИ? Тоа ќе биде едно прашање. Уште едно прашање сакам да ви поставам. Овој извештај истиот владава вчера објави вест дека сме имале најдобри постигнувања во регионот. Премиерот, вице-премиерот за економски прашања често викаат дека имаме рекордно ниво на инвестиции. Ви излегувате на пресконференција, расте нели просечната плата во однос на претходната година, се менуваат. Ви излегувате и викате дека се оди надолу. Нешто статистиката не зеза или? Па не, ако го отворите извештајот и ако го прочитате, ќе видите дека тоа што го говораме е вистината. Сега, ја наистина некога се чудам и на оптимизмот на граѓаните кои ќе ги слушаат изјавите од Заев и Енгјушев и дека се уште веруваат на луѓето кои што се колнеа, дури и во најмилото па лажа. Така да наистина не би можел ништо повеќе да додадам од тоа што го кажав. Во самиот извештај се содржани сите 10 индикатори по кои што се анализира напредокот на една држава од една во друга година и многу лесно можете ова да го проверите. Истовремено ќе влезете во Народна банка на Македонија, ќе влезете внатре и ќе ги видите параметрите кои што се однесуваат на директните странски инвестиции. Јас од таму сум ги земал, изворот е таму, 48 милиони евра. Доколку влезете во Народната банка на останатите држави кои што беа дел од компаративната анализа, ќе ги најдете истите параметри. 300-600, колку милиони вика дека имаме странски? Па не знам, тоа претпоставам беше за минатата година, кога компаниите, кога велевме ние ја реинвестираат добивката, тогаш беше тоа. Но тоа беше за минатата година, не се однесува на оваа година. На оваа година во првите 6 месеци тоа е бројката. Еве може секој еден граѓанин достапно е тоа да ја отвори интернет страната на Народната банка, да провери, да види дали ние ја говориме вистината или пак ја говорат од владата. Но повторно ќе потсетам. Тоа го зборував и на државниот празник на нашиот настан на Свечената академија кој што имавме во Прилеп пред 2 дена. Се ќе се изнаслушаме во периодот кој што следува, секакви ветувања, секакви анализи, но секогаш имајте во предвид дека овие луѓе се колнеа, а лажеа. Секогаш треба граѓаните да имаат во предвид дека овие луѓе се колнеа и лажеа. И тоа во најмилото. Коментар само за можната предизборна коалиција во владеачкиот блок? Јас ги слушам изјавите од председателот на Демократската унија за интеграција, веќе 2 изјави поред кажа дека нема намера да влегува во една таква коалиција. Предпоставувам дека секоја политичка партија, како што и ние имаме право и можност, така и тие имаат право и можност, тоа е убавината на демократијата, да се седне, да се разговара во една предизборна, постизборна коалиција, така што ние сме фокусирани на политиките и на понудата која што ќе ја даде ВМРО-ДПМН. Загрижени сме од лошата ситуација која што се наоѓа нашата држава на економски, политички план и наистина ќе се обидеме да понудиме нешто што на краток рок ќе биде офанзивно и ќе донесе резултати. Јас тоа го говорам веќе втор пат поред дека граѓаните ќе ја почувствуваат новата политика на ВМРО-ДПМН споредена со оваа политика, но и со политиките во минатото, уште во првите 100 дена од формирањето на новата влада. Знам дека ќе биде голем предизвик и пеколно тешко да се убедат граѓаните, бидејќи во минатото имало многу ветувања, многу очекувања, за жал. Голем дел од политичарите не ги исполниле тие ветувања, не ги реализирале тие очекувања. Тоа е трейдмарк, би рекол, заштитен знак за оваа влада и за дали без разлика дали станува збор за нивни политики на локално или на централно ниво, но ние ќе дадеме се од себе да ги убедиме во нашата честита и честна намера дека тоа што ќе го ветиме, тоа и ќе го реализира.
Дали во овој краток период пред техничката влада ќе се обидете да ги затворите отворените прашања како што е изборот на државен ревизор, АВМУ, законот за јавно обвинителство и дали можеби веќе се одлучивте за министри, верувам дека можеби уште не, меѓутоа ако има нешто да не информирате. Да, што се однесува до тековните активности, да, тие траат, се разговара на таа тема и доколку се разбира се дојде до точка која ќе се договориме, јавноста ќе биде благовремено информирана. А јас сум оптимиста дека можат и тие теми да се затворат пред предвремените парламентарни избори. Другото прашање беше поврзано со Па да, за тоа збориме. Да. Не, јас сум оптимиста дека разговорите течат и дека тие разговори на крај може да вродат со плод и да се договориме пред избори. Дали вие во партијата веќе се одлучивте кои? Дали имињата? Не, се уште не сме се одлучиле, ќе бидат познати. Господин Мицковски, јас имам 3 прашања. Првата е за да се надоврзам со две други теми што беа порано од колегите прашани. Од ДУИ велат дека ќе коалиционират со вас само ако ги исполните некои услови кои се битни за нив. Инаку нема да коалиционират со ВМРО ДПМН, иако вие можеби ќе бидете новиот мандатар. Дали вие би прифатили да коалиционирате со некоја партија кој ви условува? Јас на нивото на кое што комуницирам со раководството на Демократската унија за интеграција, ваков тип на условување не сум слушнал, да бидам искрен. Вие предпоставувам реферирате на она помалку би рекол нестрекна изјава на министерот за економија која што беше дадено на едно интервју на ТВ21 пред некој ден. Мислам дека е погрешно протолкувана. Добро е да сме попрецизни во периодот кој што следува, за да не оставаме простор за било какви шпекулации и недоречености. Инаку на нивото на кое што ние комуницираме, таков тип на комуникација не постои. Уште една прашање. Комуницираме со сите партии, ние тоа сум го кажал, ние комуницираме со сите партии. Не е важно за тоа. Уште едно прашање ве молам. Жителите во општина Чашка вчера протестираа против отварање паралелка на албански јазик, дури кажа дека таму е место етнички чисто. Има и обвинување дури дека овие протести ги поттикнува ВМРО ДПМН. И денеска членовите во тоа општина на ВМРО ДПМН гласа против. Кој е ваш коментар за ова? Не сум запознат за ова вие кој што го говорите, но истовремено знам дека добивам голем број поплаки од граѓаните на Тетово кои што имаат деца во гимназијата Кирил Печиновиќ кои што е трета година поред очекуваат да добијат нормални, не велам пристојни, нормални услови за следењето на наставата, но за жал од страна на министерот за образование, од страна на градоначалничката на Тетово се комплетно игнорирани. Но во делот дека ВМРО ДПМН стои позади било каква организација на протести или немили настани, категорично го одбивам, но треба да ја видиме актуелната ситуација, да ги видиме фактите и дури потоа како партија и јас лично ќе се произнесеме, инаку јас навистина прв пат од вас слушам за нешто што се случувало, но повторно ќе кажам, на дневна основа добивам поплаки од граѓаните во Тетово чии што деца учат во гимназијата Кирил Печиновиќ во навистина не стандардни, него во понижувачки услови и веќе трета година поред никој нема слух за нив. Се надевам дека идната влада ќе најде слух и дека ќе обезбеди подобри услови за следење на наставата, барем онакви какви што имаат нивните сокласници во другите краеви во Македонија. Господине Мицковски, уште едно прашање. Споменувате според вас са поразителни економски резултати. Во едно неодамнашно интервју наведувате дека Заводот за статистика фабрикува податоци. Имате ли некои сознанија за конкретни случаи дека се фабрикуваат такви податоци? Да, ние отворивме и оваа тема. Доаѓаат разноразни сведоштва од вработени сегашни, но и поранешни, вработени во рамките на Заводот за статистика за фабрикување и испорака на резултати кои што претходно се диктирани на Илинденска број 2, а со цел да се стекнат подобри стартни позиции во делот на обезбедување средства за финансирање на буџетот, но и за други политики кои што ги води ова влада. Навистина тоа е загрижувачки.
Јас во едно интервју кажав дека доколку ова се потврди, а следната влада предводена од ВМРО ДПМН сериозно ќе се позанимава со ова не е срам и измама само за граѓаните на нашата држава, туку ова е срам и пред меѓународните реномирани институции кои што од тој завод за статистика добиваат навигација при определување на кредитниот рейтинг, а кредитниот рейтинг го користат исто така овие странски инвеститори покрај извештајот на Светската банка Doing Business, дали да инвестираат, дали да позаемат пари на нашата држава и така натаму. Тоа представува една класична измама која што ние како идна влада која што ќе формираме, детално ќе истражиме и апелирам и до вработените до Заводот за статистика, но и апелирам до овие луѓе кои што ги вршат тие притисоци, а се знаат тие кои се препознаат во мојата изјава, да престанат да ги малтретираат луѓето, а овие кои што се вработени во Заводот за статистика да не бидат соучесници во кривично дело. За да немаме после тоа зошто и како поставување прашања, доколку се констатира ова кое што како сведоштво ние го добиваме од сегашни, но и од поранешни вработени таму, навистина ќе представува многу лошо и за имиджот на државата и ќе представува еден огромен проблем. Ајде уште едно кратко, ако може. Господине Мицковски, дали има можност за измени во изборниот законник пред изборите, особено во делот за финансирање на изборната кампања или начинот на финансирање на политичките партии? Сите опции се отворени, доколку постои договор помеѓу политичките стекхолдери, помеѓу политичките партии, зошто не? Се што е во рамките на законскиот рок е навистина добро да се заврши. Навистина тука не гледам причина доколку се договориме да тоа не го заврши. Дали сум оптимист или песимист, јас би сакал повеќе да бидам оптимист. Да, повелете. Само едно прашање, бидејќи министерот за земјоделство денеска обвини дека ВМРО ДПМН стојат позади најавените протести утре на земјоделците, како го коментирате тоа? ВМРО ДПМН стои позади интересите на земјоделците и позади политиките за подобро идење на земјоделците, а СДСМ и министерот не обвинуваат, но тие стојат позади погрешните политики кои што ги доведува земјоделците на питачки стап. Или да бидам попрецизен, ние стоиме позади интересите на земјоделците, сме стоели и ќе продолжиме да стоиме, а тој нека продолжи да го обожува ликот и делото на Зоран Заев и нека води погрешни политики кои што ги доведе земјоделците на питачки стап. Ви благодарам.